Историчарите и аналитичарите се исплашени дека всушност на вистина оваа година за последен пат овој празник се прославува во Република Македонија. Велат заради лабилни личности и штитни договори, во идне на овој празник ќе учествуваме во држава со друго име, а според историчарите, македонските борци не се бореле за Северна, туку само за Република Македонија. И јас не очекував дека ќе се случи вакво нешто, за мене е изненадување. Се уште не е случајно, меѓутоа натаму се оди. Едноставно бил така последниот илинден во Република Македонија, бидејќи како што стојат работите, од наредната година треба да се викаме Северна Република Македонија. Јас не го поддржувам тоа, не го прифаќам едноставно. Ако ја почитуваме историјата како водителка во животот, тогаш јасно е дека нашите претходници, нашите борци, линденци, јасновци и така натаму се бореле за Република Македонија, за државност со ова име кое што ние сега го имаме. Според аналитичарите, штитните договори со Грција и Бугарија кои оваа власт ги потпиша против волјата на поголемиот дел од граѓаните се фатални за државата. Евтим Клетников веле дека со договорот со Бугарија, каде прифаќаме да правиме чистење на нашата историја и со заедничките прослави на празници, Македонија всушност ја раздава историјата. А со договорот со Грција, потписниците на Преспанската спогодба на бланко потпишале продавање на античката историја. Клетников веле дека народ без свое минато не може да има достоинствена иднина. Тие договори ја распродаваме целокупната историска меморија. Еден дел словенскиот, да речеме, од Кирил и Методи, Климент и Наум наваму, па се до 19-тиот преродбенски век, ако не уште и поваму со Мисирков, со оние што сакат да ги згапчат бугарите, тој културно-цивилизацијски имот, а онај античкиот, античка Македонија, го подаруваме бланко на грците со овој договор. На денешен ден пред 115 години е започнато Линденското востание во 1903 година. Првата официјална прослава на Линденското востание била организирана во Крушево во 1918 година, на крајот од Првата светска војна и по повод 15 годишнината од востанието. Денеска се слави и 74 години од првото заседание на АСНОМ, кое е одржано на 2 август 1944 година во манастирот Прохор Пчински, што представува државно конституирање на македонскиот народ и народностите во Македонија во склоп на Југословенската федерација. На овој ден на првото заседание се донесени повеќе решенија, меѓу кои се решението за конституирање на антифашистичко собрание на народното ослободување на Македонија, во врховно законодавно и извршно тело на Македонија и заведување на македонскиот јазик како службен јазик во македонската држава, решение за донесување декларација за основните права на граѓаните во демократска Македонија.